Премиерот Ковачевски не е сигурен за датумот на кој треба да се одржат предстојните избори. Иако речиси сите партии не прават проблем кога истите ќе се одржат, ВМРО ДПМН понуди и датум кој би бил погоден за изборите да бидат споени во редовен термин. Сепак Ковачевски тактизира за понудата за одржување на изборите на 8 мај. Тој нема став. Требало да се разговара и време имало. Значи време има, политичка волја има, избори ќе има, тие ќе бидат редовни. А кога ќе биде договорено кога ќе бидат, бидејќи во моментов ние имаме претседателски избори кои што треба да се случат до свој одреден датум и имаме парламентарни избори кои што имаат своји рокови кога треба да се одржат. Кога ќе бидат усогласени сите ставови, тогаш ќе може да биде информирана и јавноста. Дека време баш и нема, зборува фактот дека изборите треба да се одржат за неколку месеци. А со оглед на тоа што треба да има студена техничка влада, остануваат уште нешто помалку од 2 месеци за да се прецизираат датумите за избори. Дали истите ќе бидат споени или раздвоени, кога би почнала кампањата и слично. Останува отворено прашање дали неконкретниот одговор на Ковачевски за 8 мај како датум за одржување на споени избори е затоа што СРСМ се уште вагаат која опција ќе им донесе најмалку штета, или пак барат барем солиден аргумент да понудат зошто изборите би биле одвоени, кога има можност да бидат во редовен термин, но и споени, со кој државата би заштедила милиони евра. А одржување на едни избори се проценува дека чини од 8 до 10 милиони евра. Од ВМРО ДПМН велат дека единствената недела каде што може да се поклопат вториот круг претседателски избори и парламентарни избори е 5 мај, но тогаш е Великден. Во пресред на одржување на споени избори за да се намалат трошоците и да се запазат роковите за редовна процедура, претседателот на партијата Мицкоски предложи истите да се одржат на 3 дена по Великден. Во минатото сме имале пракса, така беше на последните избори 15 јули 2020 година, да и во среда имаме избори. И затоа велиме дека 8 мај е повторно можен термин кога би се случил вториот круг председателски заедно со парламентарните, би имало 72 часа рокови за жалби, за одлуки и така натаму и да се фати рокот од 12 мај да може новиот председател да биде веќе инаугуриран. Од ДУИ вела дека нив не им е важен датумот кога ќе се одржат изборите. Имале добра позиција. И партијата на Таравари сака заеднички избори. Посе изгледа главен кочничар за да не се трошат куп пари за 2 изборни циклуси се СРСМ. За како што велат дел од познавачите, тоа го прават за ден плюс во владеачка фотелја. А одржувањето на споени избори, според голем дел од политиколозите, е добра прилика да се избегне било каква можност за неисполнување на цензусот од 40 плюс 1 глас за претседателските избори, кој ако не се исполни, изборите би биле неуспешни.